Добар ден, почитувани. Стартува уште една нова Телма амбуланта. Кога жените се во репродуктивна фаза, често пати посегнуваат по контрацептивни пилули базирани на хормони за да спречат несакана бременост. Од друга страна пак жените кои што се или пак влегуваат во менопауза понекога се одлучуваат за хормонска терапија за полесно да ги пребродат промените и симптомите на ова животно доба. Се препорачува ли хормонска терапија во менопауза или не? Дали е таа безбедна? Кој не сме да ја зема, а во кој случај е неопходна? Доколку земаме терапија, односно апчиња естроген во перименопаузата, односно во периодот пред да влеземе во менопауза, може ли да го одложиме старењето или пак менопаузата? Ќе изгледаме ли на таков начин помладо? Сите овие прашања ќе ги упатиме на денешната гостинка, доцент доктор Искра Битоска, ендокринолог од Универзитетската клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболни нарушувања. Започуваме веднаш по рекламите. Една студија покажува дека повеќето жени се неподготвени за менопаузата, за промените што следуваат и дека им недостасуваат конкретни информации што ќе се случува во тој период. Затоа денес ќе отвараме оваа емисија и се со акцент на хормонската терапија, која што често пати жените се одлучуваат да ја земат за да ги намалат симптомите на менопаузата што ги чувствуваат. Доцент доктор Искра Битоска, ендокринолог, е во студиото на Телма. Докторке, добре ни дојдовте. Добро утро, односно добар ден и благодарам на поканата. Кои хормони се намалуваат или пак можеби исчезнуваат во текот на менопаузата? Прво ќе ве коригирам, рековте повеќето жени не се спремни. Јас би додала ниту една жена не е спремна и просто не сака да влезе во менопауза, не се спремни и почнувајќи од себе си. Токму заради тоа што тој ритам кој што сме го имале досега едноставно се менува. Значи, драстично се менуваме во текот на менопаузата. За разлика од андропаузата, каде што мажите постепено го губат оној полов хормон карактеристичен за нив тестостерон, кај нас жените тоа настанува многу нагло. Нагло настануваат последиците од таа менопауза. Инаку и кај нас од 35-та година почнува полека да се намалува, односно да се менува хормонскиот статус, хормонскиот профил. Но наглото настанување, наглото прекинување на менструалните циклуси е баш нагло. Во еден момент прекинува, кај некој тоа доаѓа постепено, во смисол да жената добива циклус, па 4-5 месеци не добива, па повторно добива, па 5-6 месеци не добива и така натака. Тоа може да трае и со години и не е баш така нагло, но како што го спомнавте вие, тој период се нарекува перименопауза. Значи тој период кога постепено жената ги чувствува тие тегоби, додека кај некои жени може да настане нагло. Последниот циклуси од тука натака повеќе да нема менструални крварења. И сега, всушност, кој хормон недостасува? Тој се случува. Естрогенот, прогестеронот, што е проблемот клучен? Проблемот не е прогестеронот, проблемот се естрогените. Естрогените, значи знаеме дека постојат два типа, нели, женски пол. Постојат повеќе, меѓутоа генерално се два познати, естрогени и прогестерон. Естрогените се тие што не прават млади, што не ја прават кожата да е убава, да е мека, да е еластична. Естрогените се тие што ги држат нашите коски да се многу поцврсти, нашата мускулатура да е многу подобра и пофункционална. Сите тоа го прават естрогените. Прогестеронот влегува и стапува на сцена само после овулацијата. Значи, тој е неопходен кај жените кога се спремни за зачнување, кога имаме, нели, после овулацијата, тогаш се лачи прогестеронот. Значи, прогестеронот го немаме баш така во текот на постменопаузалниот период. И тој е задолжен практично за после овулацијата и за задржување на бебето. Најбитен хормон кој што направи она што сме или што сме биле пред менопаузата се естрогените. Значи, тоа е тој хормон кој што се намалува, не исчезнува никогаш сосема, ако ви беше тоа прашањето, бидејќи се лачи и во дел од кожата и во дел од надбубрежните жлезди. Значи, јајниците престануваат да го лачат естрогенот,
и токму, а тие се најголемиот избор во нашето тело, во женското тело на влачење на естрогени. Значи тие генетски се предодредени. Секој девојче со нормален раст и развој кога се раѓа има генетски предодреден број на фоликули кои што во текот на јајцеклетки. Всушност тие се потрошуваат до менопаузата. Токму така. До менопаузата. Значи генетски имаме одреден број на фоликули и тие се исцрпуваат во текот на нашиот, односно женскиот репродуктивен период, за да на крај и сосема да исчезнат. Тоа е едноставно природата. Некои жени се жалат во овој период дека имаат налети на топли бранови, ноќно потење, многу непријатности. Други пак немаат никаков проблем. Од што зависи дали наглиот пат на естроген ќе ни создаде проблем или не? Покрај генетиката која што учествува и во самиот почеток на менопаузата, нели, мајка, баба и така натака, обично прашуваме кога тоа се случило. Стресот и секојдневниот начин на живот и начинот на исхрана, начинот на живење, но пред се стресот е тој што може во одреден момент да направи неверојатен прекин на овулацијата и тоа по пат на мозокот. Хипофизата, за која што често изборуваме, нели, е диригентот на нашето тело, кој што кажува кога ќе има овулација, а кога не и како ќе се движи целиот овој процес. Хипофизата е дел од мозокот, нели, се наоѓа зад носот и зад коренот од носот и таа се наоѓа во мозокот. Диригентот на овулацијата се наоѓа во мозокот. Стресот е тој што може сите овие врски да ги направи да не функционираат повеќе. И токму поради тоа се јавуваат овие бројни симптоми. Тоа е една работа, зашто може да настане и рана менопауза или нормална менопауза во текот на годините, но зошто настануваат овие тегоби кај едни жени, а кај некои други, токму тоа го објаснив сега, заклучувам дека тоа покрај генетиката може да е и најчесто е начинот на живот и начинот на исхрана. Докторке, но некои жени имаат и многу негативен поглед кон менопаузата. Дали може би поради тоа, поради негативното доживување на овој животен период, може би се соочуваат со потешкоти да ги прифатат овие симптоми, па и за тоа им се толку проблематични. Така. Тука е психата во прашање и психата е една од факторите кои што не ја спомнав, меѓутоа е многу важна. Психолошката конституција, односно психолошката база. Прво има доста голем број на жени кои што не знаат што е менопауза и се чудат што се случува. Зависи каде живеат, дали во рурална, дали во урбана средина или на село, во град, на планина. Сето тоа влијае како се доживува тоа. Дури имам чувство дека оние кои што живеат подалеку од цивилизацијата и се на малку поинаков степен на култура и на образование, полесно ги поменуваат овие тегоби, затоа што колку повеќе читаме, колку повеќе се образуваме, не секогаш е тоа знак дека полесно ќе ја поминеме менопаузата. Позитивноста во текот на животот, позитивното гледање нели на животот, дали сме подепресивни или помалку депресивни или попозитивни, тоа особено влијае на надминувањето на овие менопаузални тегоби, така да многу фактори играат улога како ние ќе се справиме со менопаузата и колку ќе дозволиме да влијае на нашите животи, и таа постои. Така најдов една студија која говори за улогата на општеството во начинот на кој што жената ја прифаќа менопаузата. Еве сосема мал цитат: истражувањата покажуваат дека жените ги прифаќаат позитивните и негативните последици на менопаузата. Позитивните исходи се крајот на менструацијата, предменструалните симптоми и потребата за контрацепција. Но општествените фактори имаат улога во очекувањата на жените и искуствата со менопаузата. Во средините каде жените се ценат поради младоста и плодноста, менопаузата е синоним за пат или на малена вредност кај жената. Сега токму поради ова, или на малена вредност кај жената, некои се одлучуваат во перименопаузата да земаат хормонска терапија, сметајќи дека на тој начин можат да го одложат старењето, односно да ја одложат менопаузата. Па можат ли? Не. Хормонските таблетки се даваат во одредени случаи. Менопаузата е баш генетски детерминирана, а како ќе ја поднесеме, тоа имаат нели тука општеството има улога. Но дефинитивно во еден момент мора секоја жена да влезе во менопауза. Не постои некоја што не влегла. Зошто се даваат хормони? Хормоните воопшто таблетки. Тие воопшто не се наивни. Сето ова што го зборуваме има еден свој природен тек и ние сме така сетирани, така направени, така создадени да ние жените влеземе во менопауза во одреден период, си го поминеме тој период и си влеземе во некоја фаза на сенилност после 70 години, нели?
дај Боже да стасаме Да ја доживееме. до тој период, па и понатаму. Хормонските таблетки не се наивни во смисол да се што вештички му даваме на нашиот организам, не се баш прифаќа така едноставно од нашиот организам, од нашето тело. Например, колку и да естрогените делуваат добро за кожата и за ова сето што го зборевме за коските, долгото делување на естрогени пак доведуваат до зголемен број на карциноми на дојка, до зголемен процент на карциноми на матка, на ендометриумот на матката. Значи, сите овие работи се доста ризични кога зборуваме за таблетки. Точно затоа и науката ги направила тие таблетки некаде во 60-тите години од минатиот век и тоа било бум. Тогаш кога се откриле, тоа било неверојатно силна работа. И покрај тоа што тогаш општеството не гледало така како последниве 10 на 20 години, тогаш навистина сметале дека го откриле еликсирот на младост, односно рецептот на младост и почнале масовно со стотици илјадници да земаат таблетки. Меѓутоа, медицината докажала дека се страшно многу зголемил и бројот на карциноми на дојка и на карциноми на матка. Така да имало една голема студија направена со околу 127.000 жени, каде што почнали жените да умираат, токму заради зголемен процент на сите овие работи. Значи се покажало дека сепак не е така како што се мислело. И после тоа имаме еден нагол пат на потрошувачката на хормонски таблетки, значи прво имало еуфорија, па потоа настанува еден пат, кој што трае, бога ми, мислам, сепак и до ден денеска и покрај овие општествени промени што ги зборувате, што значи дека таблетките се многу корисни за одредени типови на жени, за одредени симптоми кај овие жени и се користат ограничено и точно во одреден период. Кому се препорачуваат? Кои жени би можеле да ги примаат? Најмалку, односно никако за подмладување, како што спомнавте вие, се препорачуваат кај жени кои што многу тешко ги поднесуваат овие симптоми. Значи има буквално жени кои што не може да спијат, кои што не може да функционираат, кои што нонстоп се потат, нонстоп црвенило имаат, нонстоп се раздразливи, несоница страшна. Ова се жени на кои што квалитетот на живот сериозно е нарушен. За жал, околината, партнерот, сопругот, децата не го сваќаат ова. Не им даваат поддршка на мајките, на сопругите. Многу често мислат дека не претеруваат. Само се претерува и се жали, но навистина има сериозно реметење на квалитетот на живот. И кај овие жени ги даваме овие таблетки по два услови. Првиот е да е фатено сите овие симптоми и да дојдат кај нас на доктор рано. Значи во првите 2 до 3 години од почетокот на менопауза, додека овие сите инволутивни, односно овие дегенеративни, да речем нормални старачки процеси се уште не го земале својот замав, значи да дојдат во првите неколку години од почетокот на менопаузата. И вториот услов е да немаат, прво, тие самите прележено карцином на дојка или на ендометриум, самите да немаат ни прво колено, ни мајка, ни сестра. Значи, да воопште немаат никаква генетика за карциноми. Тоа е многу ретко. Токму така. Значи, тука се соочуваме со проблем. Во денешно време навистина е ретко, но не затоа што ние докторите не сакаме да ги даваме, туку затоа што има одредени предиспозиции каде ги даваме. И не само кај доколку имаат генетика, односно предиспозиција за карциноми, туку не смеат да имаат ниту предиспозиција за тромбоза. Заради тоа што самите тие се докажало во претходните студии дека прават, ја зголемуваат склоноста кон тромбозата. Што значи дека многу работи се во обзир, многу сериозно им пристапуваме кога даваме таблетки, ги даваме, но со многу голема, значи мора да ми не направи контрола прва самата жена, да направи мамографија, да ни направи тестови за хемостаза, да ги нема сите овие работи, да има нормален црн дроб, нормално да и функционираше, да биде здрава жена, со сите овие работи исклучени, за да се решиме. И обично и разговараме, и ги предочуваме сите овие работи кои што еве сега ги зборувам на телевизија. Се плашат кои ќе им споменете дека треба да земат ваква терапија за си ги олеснат симптомите? Да, но ние мораме да им кажеме. Значи без обзир на се тие таблетки навистина препородуваат. Веќе првата недела по земањето, толку брзо? Првата можеби малце психички делува на самата жена, меѓутоа веќе после месец-два апсолутно. И со сето ова следење што го зборувам сега, го прекинуваме
да речеме некаде после 5-та година. Едноставно мораме да го прекинеме. Зошто? До тука се безбедни студиите. До тука. До тука имаме безбедност. Сега понатака, А која е нели? возрастната граница до која што може да се земат? Зависи кога почнала менопаузата. Ако Реков, ова се дава на почеток. ако е започела релативно доцна, може да се земаат после 60-та година? Да, значи зависи колку е почната менопаузата, само да е почетокот. Значи зборуваме сега. А што значи почеток на менопауза? Како се одредува? Како да знаат добро жените што го дека се во спомнавте, менопауза? Да. Значи што значи менопауза? Менопаузата значи рамно 12 месеци да жената нема циклус. И затоа треба секој се заборава. Нели, со денешниот вртлок од животот се заборава кога последен пат се имало циклус, особено ако нема проблеми, нели. Значи 12 месеци точно треба да се води сметка. 12-тиот месец, после 12-тиот месец веќе велиме дека ке жената настапила менопауза и тука веќе има можност за давање на таблетки со се сета ова, да речем, предпазливост. Доколку овие таблетки се даваат во мала доза и краток период, дали во тој случај ризикот е помал од бенефитот? Ние секогаш го мериме ризикот наспроти бенефитот. Дозите се фиксни. Значи фармацевската индустрија си ги прави барем до денеска најпожелните дози. Значи тоа се минимални дози и најчесто се работи за таблетки кои што се комбинирани. Има и естроген и прогестерон. И двата хормона. За да ја заштитат матката од прекомерно буење на ендометриумот. Ако даваме само естрогени, без заштитната компонента на прогестеронот, тогаш имаме континуирано буење на матката и можноста за ендометриален карцином, односно за карциномот на матка. Доколку почне жената да ги прима, може да се прекинат по известно време, по година, ние можеме дена, да ги прекинеме во секој момент од апсолутно, во секој момент од давањето. Не е ова нешто што мораме да го даваме. Но кога ќе го видат бенефитот жените, обично после тоа сакаат, исто ми имала пациентки кои што и не сакале да прекинат. Јас сум рекла, вие можете да ги продолжите, меѓутоа препораките се тие, нели? Ние сепак сме заштитени со тие препораки од ова здружение, од она здружение, од гинеколошко здружение за менопауза, зборуваме за светски препораки, нели, не за национални, туку баш се раководиме по она што го кажува науката. А се случува ли некогаш кај вас да дојдат жени во перименопауза, кои што имаат симптоми како што се прекумерно потење, раздразливост, нервоза, топли бранови и слично, ги има навистина многу симптоми и да побараат терапија пред да влезат во менопаузата. Или пак ќе накачиле килограми, особено стомачна дебелина се забележува во овој период, и сака да го решат проблемот на ваков начин. Што советувате? Секако се случува да дојдат кај нас 2 месеци, 3 месеци, 4 месеци немала циклус, годините се тие, ги проверуваме хормоните, ќе заклучиме дека жената е навистина во перименопауза, секако дека можеме да даваме таблетки и тие таблетки и овие за менопауза се различни, да се разбереме. Значи не се Не зборуваме за ист тип на таблетки. Овие се таблетки кои се даваат во менопаузата и после менопаузата се даваат без жената да крвари. Не крвари. А таблетките за перименопауза се сосема други, со сосема друг состав и тука жената крвари, значи на 28 дена си добива. Меѓутоа, составот на таблетката е малку различен и дозата на хормони во тие таблетки се различни. А контрацептивите се нешто сосема друго. Значи да нема забуна, ова се различни видови на хормонски таблетки. Контрацептивите штитат од забременување. Добра. Најчесто затоа и се нарекуваат контрацептиви. А овие се хормонска субституцијска, значи заместувачка, заместителна терапија, каде што ние надоместуваме нешто што жената не го лачи повеќе. И тие исто носат ризик за карцином? Да. За ендометриален карцином не носат ризик само контрацептивите, но ризикот кај нив за тромбоза е подеднаков. Така да и тие ги прешуваме. Обично, тие девојки, да речеме, кога се помлади, ги прешуваме други работи. Значи, зборуваме за сосема различни типови на таблетки. А постојат ли природни алтернативи на хормоните кои што би помогнале во оваква ситуација, кога се неиздржливи симптомите на менопаузата? Да, но не се така ефикасни. Природните се на база на фитоестрогени, тоа се сосема други таблетки направени нели од природни работи и често пати жените посегнуваат и по такви таблетки, но сепак ефектот
не е ист. Значи и тие се, би рекла, многу побезопасни, меѓутоа нема доволно голем број на студии. Науката сепак се бави со Хормоните. овие работи, не се бави толку многу со, да речем, ова е веќе на ниво на суплементи, нели, на ниво на додатоци во исхрана и така натака. На ниво на растителна терапија, која што апсолутно не ја потценувам, меѓутоа работам медицина сепак и морам да се базирам на, го велиме, медицина базирана на докази. А што е со витамините, како што витаминот Б, витаминот Д, вела дека тие влијаат на естрогенот? Како доктор ги препорачувате во некои можеби малку поголеми дози? Тие би можеле да помогнат? Во делот на профилакса на заштита од менопаузалните тегоби немаат некоја голема улога витамините. И витамините не се безопасна работа, не се баш толку безопасна за да можеме да ги даваме бесконечно во големи високи дози. Најчесто некои од витамините проверуваме. Во групата од Б, обично од B1, B6 и B12 ги има нели како таблетки, ги даваме, меѓутоа повеќе за малку, да речем, смирување на нервниот систем. Да ги поканим и гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања. Почитувани, од овој момент емисијата е контактна, телефонскиот број е 02-3076-677. Доцент доктор Искра Битовска, ендокринолог од Универзитетската клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболни нарушувања во студиото на Телма. Таа денеска дава низа одговори, односно разрешува бројни дилеми поврзани со хормонските терапии и менопаузата. Докторке, се повеќе жени влегуваат во рана менопауза. На што се должи тоа? Зависи колку рана менопауза. Значи има рана менопауза која што може да биде и околу 40 на години. Тука препорачуваме таблетки, тука ги препорачуваме кога веќе ќе биде менопауза, после 12 месеци, значи одиме на сосема друг тип на таблетки. Тоа е ова што ви го кажав. Каде што жената не менструира. Имаме една друга состојба која што се базира на автоимуна работа, се вика примарна оваријална инсуфициенција. Како што постои хашимото тироидит, како што постои реуматоиден артрит, како што постојат сите тие автоимуни болести, така ова е автоимуна болест која што има антитела кои што се насочени апсолутно против јајникот. Така да таков тип на дијагноза се поставува и тука тераме со хормони. Или некои од синдромите кои што се, да речеме, каде што жените немаат јајници, како Тарнеров синдром, значи тоа се синдроми кои што се дијагностицираат уште во детска возраст, понатака ние ги превземаме нели после 14-та година и тие девојки, односно жени, исто така ги третираме со субституцијска терапија. Гледаме до 50-та година некаде да ги третираме со субституцијска терапија за да крварат, а понатака да може да си влезат во некоја, ете така да речем, менопауза нормална, каде што можеме да продолжиме и со друг тип на хормони. Значи има повеќе варијанти. Пред да ги вклучиме гледачите, жените кои што на ваков начин се третирани, а се во рана менопауза, може да се реализираат како мајка? Во рана менопауза не. Не, готово? Не, менопаузата подразбира. И покрај терапијата, значи тој процес е завршен, ова е репродуктивен. Само за, да речеме, здравие, за благосостојба, за убаво чувство на жената. Инаку што се однесува до другиот дел не. Имаме двајца гледачи кои што очекуваат вклучување во програма. Добар ден за првиот од нив. Добар ден за гледачот. Јас навистина не слушам ништо, никаков обид за вклучување. Ајде сега вториот гледач да се обидеме да го слушнеме, неговото прашање. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме одлично. Повелете, во програма сте. Јас сакам да ја поздравам прво. Само ако може малку погласно во студиото. Да ве поздравам сака прво така. Докторката и вас, исто. Многу ви убава емисија, само сакам да праша и за мене и за една внука, имал син, 17 години. Така. Како е темата, не зна, овде малку се укуцев покасно, многу крваре девојчева, 17 години има. Во Швајцарија е таму и дава на 3 месеци она железо. И тоа ме брине многу, зошто така 17 години. Зошто толку јаки циклус има вашата внука? Добро. 17 години има. Така. Ви благодарам за прашањето. Дали можеме да го вклучиме и следниот гледач? Па потоа докторката одговори на двете прашања да даде. Добар ден.
Не. Добар ден. А ве слушаме, повелете. Вака, би сакала докторката да ја прашам. Јас сум 55 годишна возрастна жена, која во пред 30 години мислам дека е докторката ендокринолог, па мислам дека е добро прашањево. Така? Со хипофизата имам проблеми. Тироидната жлеза ми е порвам беше зголемена со тироксин висок, хипер, сега сум со хипо. Примам еутирокс од 100 и менопаузата доста прилично тешко ја поминувам. Има ли некои работи што би требало да примам да ми биде полесно во животот нормално? Секако ви благодарам за вклучувањето во програма. Значи вака да започнеме со првото прашање. Првото прашање беше од гледачка која што ја интересира што може да направи за незината внука, како да се помогне, која што има исклучително силни менструални крварења и поради тоа прима железо на 17 години. Да, сега тоа е веќе друга тема, но Одстапува, но еве на кратко ако може сосема. Меѓутоа на кратко сепак не би било лошо да ги провериме хормоните и постојат и средства и за тоа. Значи тоа се вика предменопаузален дисфоричен синдром, кога навистина не се поднесуваат тие предменструални тегоби и токму заради тоа и прима железо. Значи не би било лошо се јави кај нас на преглед за да ги провериме сите хормони и да видиме што би можеле понатака да направиме. А што е со втората гледачка, 55 годишна, проблеми со хипофизата, со тироидната жлезда, менопаузата исклучително тешко ја поднесува. Би било фино исто да се јави во нашата амбуланта да видиме, ете ова предмалку очигледно дека не слуша, нели, и не гледа, да видиме дали зависно од тоа кога настанала менопаузата, ако настанала нормално, не слушнав дека кажа времето на настанокот, меѓутоа 54 години, да предпоставуваме дека последните неколку години веќе би можела да ни, доколку ги исполнува критериумите за хормонски таблетки, да се јави во нашата амбуланта да видиме што така, можеме да се направи испитување и да процените дали може да зема или не. Имаме уште еден гледач. Добар ден за него. Добар ден. Во програма сте, повелете. Јас сум Жаклина од Скопје. Така. Ве поздравувам вас како водителка, прекрасна, вашата прекрасна емисија и вашата гостинка. Ви благодарам, Жаклина. Сакам да ве прашам ваша ова тема за мене. Јас имам 49 години и веќе 3 години веќе сум во менопауза. Значи 42-3 почна, значи она, не знам сега, има, нема, на 46 скроз. Еве, веќе последниве 3-3,5 години сум во менопауза. Во ред сум, значи, добра сум, направив испитување, сум се поправив. 15 кила се поправив и тоа е многу чудно. Ништо не сум сменила во животот, а килажата отиде горе. Направив испитување на тироидна во рете, ехо на абдомен, значи, крвна слика, се е во ред, немам никакви проблеми, а тежината стои, значи, снимавам и вежбам и сега дали, кажете ми, дали тоа има врска со менопауза, ама сигурно има. Така. Што да направам? Како што би можеле да преземете за да го решите ова како проблем? Ви благодарам за вклучувањето, бидејќи 15 килограми не се малку да се накачат. Воопшто не се малку. Значи, менопаузата си го носи тоа што го кажа господјата, дефинитивно, зголемување на тежината, таман, ама се исто да прави. Значи, се исто да правиме, исто да се храниме, исто се 1 килограмче годишно качуваме на сметка на менопаузата. А сепак може и да не се движиме толку, значи може да имаме малку промена во исхраната, но самите хормони прават да генерално се таложи повеќе масно ткиво, односно недостатокот на естрогени се прави да се таложи масно ткиво повеќе, нели, на стомакот и да се дојде, нели, до инсулинска резистенција, па до, нели, хиперинсулинемија, па зголемена исхрана, значи помалку движење, повеќе исхрана, самиот склоп на околности и самата менопауза доведува до тоа. Затоа во тој дел би требало многу повеќе да водиме сметка за себе, значи дупло повеќе отколку што сме воделе претходно и за храната, и за движењето, за, значи, целиот живот се менува. Значи,
начинот на живот да се смени. Апсолутно. Начинот на Мора да се исхрана. промени, за жал. Мора да се промени во смисол повеќе да се движиме, Добра. повеќе да водиме сметка за себе и помалку да се храниме. Сето ова знам колку Тешко да е. речем, многу тешко. Тешко е и онака, тешко е и вообичаено да се изгубат килограмите. А сега уште потешко. Тогаш е апсолутно, не би рекла невозможно, но навистина треба дупло повеќе енергија да вложиме во сопствениот развој, да речем во сопствениот живот. Многу повеќе треба да водиме сметка за себе, да промениме малку начин на исхрана, да се движиме повеќе, а се уште е рано за во пензија, нели, па да можеш баш да се посветиш на себе си, од тие години кога нормално се влегува во менопауза се почетокот на 6-та декада. Значи, од 50-та година до 55-та година е нормално, а се уште не сме нели воопшто за во пензија тој период, за да можеме навистина да водиме сметка за себе. Уште еден гледач, не, уште двајца. Ајде да ги слушнеме нивните прашања. Добар ден. Ало. Во програма сте, повелете. Ај, ќе ве молам да ме се слушате, ќе ве молам, имам голем проблем. Да го Имам слушнеме. 58 години, али отпо ме оставила менопаузата, јас кренав од потење, од она жештини и од не може да се движа нигде. Мора да носам мајци 2-3 со мене, други работи и нигде да пешаче не сме. По сонце не, зиме не, шпоред да гора не и многу нервоза ми стварат и ми се чини самоубиство, сака да извршат толку што има проблеми, што не може и тироидни жлезди 2 добив, и 2 чвора, и остеропороза добив, и се, и термин не може да нигде да најде, да појде да се провере без 5 години. Така. Добро, И не може барате консултација. Дали има нешто помош да се најде? Ја ќе полуда од А потењето. колку време сте веќе во менопауза, колку време е поминато од последната менструација? 10 години рано ме остане. 10 години ми рековте? Добро. Да, и никако не сака да ми помине. Така. Ноќе, перницата и постелата да Се е мокро. Керчетова да не су се, Така. да не су и квасела со вода, све. Јас тук од постелнината, све. Ви благодарам за вклучувањето. Ви има една гледачка со исклучително силни симптоми на потење. Што сега во овој случај, кога се поминати 10 години од крајот на последната менструација? Менопауза апсолутно веќе сме далеко од хормонска терапија. Значи тука не станува збор. Остеопорозата, како што ја спомна, си е придружна работа со менопаузата и таа постоела цел век, си постои и сега. За остеопорозата и уште и нешто може да се направи. Веќе 10 години после менопауза остеопоротичните промени се најсилни, најизразени. Така да за остеопороза има, да речам, некакво си решение, постојат лекови, постојат посебни вежби. Знаете, нашиот народ многу малку време посветува на вежбање и многу малку време посветува на физичкото здравје. Мускулатурата е таа што треба да биде затегната за да ги влече коските, за коските, нели, убаво да си циркулираат крвните садови и размената на минерали, на калциум, на сите тие работи. Кога не ги движиме мускулите, тогаш коската пропаѓа. Не се движи. Тоа ви исто како, нели, знаете кога ќе се скрши коска и, нели, мускулатурата атрофира, мускулатурата заслабнува. Исто така се случува и со коската. Мораме да имаме ритам на живот, мораме да се движиме повеќе, да вежбаме повеќе. Не внимаваме толку на тие работи. А во моментот што да се прави како одговор на прашањето неизино во делот на хормоните, апсолутно за жал, 10 години после менопаузата, не би можеле многу да направиме. И покрај тоа што менопаузалните тегуби можат и до 15 години. Јас сум слушнала сум слушала жалби до 20 години после менопаузата. Значи, се случило 70 годишна, 75 годишна жена да дојде после 15-20 години. И се уште да чувствува. Се уште ги има тегоби. Тие тегоби. Значи, тука е многу непредвидливо. Никако не можеме да предвидиме, ниту науката може да предвиди колку, само се спомнува колку време. И затоа се обидуваме да ги облажиме барем тие тегоби на почетокот, кога пациентите ќе ни дојдат. А сега нешто како алтернатива на растителна база може да се земи или? Како алтернатива само за коските можеме сега да ја понудиме, евентуално доколку има остеопороза, значи прво да се види дали има остеопороза и потоа таа остеопороза да се лекува, придружена секако со физикална терапија. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Уште една можност за гледачот. Добар ден. Не можеме да го вклучиме, нека се јави подоцна.
На вистина голем дел од жените се жалат на силно изразени симптоми од предизвикани од менопаузата, но има и такви кои што пак многу доцна влегуваат во менопауза, долго имаат менструални крварења, односно нормален менструален циклус. Сега дали тоа може да представува проблем за здравието? Доцната менопауза? Теоретски доцната менопауза би можела да направи проблем само во делот на градите. Значи, тука советот е, не можеш да прекинеш менопаузата, нели дури сме срекни ако подолго време имаме циклуси, советот тука би било само ригорозно следење на евентуално, значи регуларни мамографии, значи регуларни снимки на дојките и регуларни прегледи гинеколошки. Значи тоа се двата органи кои што се најзасегнати од доцното влегување во менопауза. Имаме уште еден гледач, ајде да се обидеме да го вклучиме, се надевам овој пат успешно. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Се јавувам од Гостивар, една гледачка. Така, повелете. Се пред 3 години се имам правена операција, значи имам извадено матка со еден јајник сум, ама се тој еден јајник ми прави проблем како инфекција. И сакам да знам како што понатаму. Добро, ви благодарам за вклучување. И уште некој потпрашање, претпоставам дека повеќе... Значи во месецот имам болки во стомакот. А имате редовни циклуси? Немаме. А немате редовен циклус? Да, со еден јајник сум. А земате некаква хормонска терапија? Не земаме. Добро, ви благодарам за вклучувањето. Пријатно. Да. Значи тоа е веќе перименопауз? Па веќе да, зависно согласно со годините. Значи не разбрав колку години има, не ја слушнав. Па по гласот ми изгледаше релативно, без да ги знам годините, не знам. Значи дали имаме се уште гледачката на линија? Не. Доколку се работи за повозрасна жена, можеме да размислуваме во правец на перименопауза. Доколку се работи за помлада жена, дефинитивно можеме да размислуваме за полицистичен оваријален синдром. Сакам да кажам за сосема друга патологија. Значи овдека се битни годините, но какви и да се годините, значи не си дозволувам да зборувам напамет, бидејќи не ја знам возраста, треба да се направи хормонски статус, односно да се направат хормоните и да се види до каде сме. Често пати не сме сигурни. Мислиме дека жената во перименопауза, но кога ќе ги направиме хормоните, ќе видиме дека сме далеку од менопауза или од перименопауза, туку нешто друго се случува со жената. Така, со анализата на хормоните можете да знаете точно до каде. Токму така. Со многу едноставна анализа може да видиме до каде. Точно да предвидите кога ќе влезе во менопауза? Согласно хормоните, да. За година, не може точно, да, јасно, но меѓутоа гледаме и кажуваме дека сепак полека јајникот почнува да попушта, секако придружено со гинеколошки преглед, кој што пак ќе ни каже колку е дебел ендометриумот, значи дали имаме овариум, дали имаме јајниците како ни изгледаат, колку се големи, каков изгледот на јајниците и каков изгледот на ендометриумот. Во комбинација со хормоните можеме прилично добро да предвидиме кога ќе се случи. Така. И моето последно прашање, препорачувате ли жените низ менопаузата да поминат без хормонска терапија или со хормонска терапија? Сега ова е многу трики прашање за некој од фармацевскава индустрија што произведува таблетки. Секако препораката е без таблетки. Значи, колку е можно да се држиме до природниот тек. Значи, нормално треба да се помине менопаузата, нормално, велам нормално, како јас би сакала да се помине, но доколку се вака силно изразени симптомите како гледачката што се јави пред малку, која што веќе изгубила желба за живот, тогаш би требало така. Значи, да се интервенира. Тоа се случува за жал после 10 години на вистина никој од нас не би дал хормонска субституцијска терапија, туку би оделе повеќе на психијатриска терапија. Значи, тој дел не го спомнав, дека оние што се малку повеќе депресивни или како што ги кажавте вие негативни, депресивни ликови, релативно потешко го поминуваат овој менопаузален период, за разлика од оние што се сепак попозитивни и поинаку го перцепираат животот. Значи, хормонската субституцијска терапија апсолутно не е за сите, така би го некако заокружила јас, мојот дел во денешнава емисија, не е за сите. Мора многу да се внимава кога се дава и апелот е да се јавуваат жените што е можно порано.
а не ке помине, ке се среди, ке помине, ке бидам подобра и така практично губиме доста години од нашиот живот. Оти ова не е навистина еликсир на младост и ние не можеме да ги даваме таблетките секогаш. Јас навистина ви благодарам за вашето денешно гостување и за разјаснувањето на многу дилеми поврзани со оваа тема која што е исклучително актуелна. Јас ви благодарам на поканата. Се гледаме повторно. Се гледаме. Доцент доктор Искра Битовска, ендокринолог од Универзитетската клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболни нарушувања, беше денешната гостинка во студиото на Телма. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имајте пријатен ден.